студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Формирање работни групи за реформска агенда и да се работи на консензус за клучните прашања за државата и граѓаните е резултатот на првата лидерска средба Мицкоски-Филипче од формирањето на новата влада. Мицкоски побарал од Филипче да се потруди да биде конструктивен фактор во определбата за промени, реформи и напредок, соопшти владата, а за Дуј средбата е погубна за албанците. Со договор за формирање на работни групи заврши 100-минутната средба меѓу лидерите на двете најголеми партии. Првиот човек во опозицијата средбата ја оцени како добра и конструктивна, коментирајќи дека премиерот го прифатил барањето на граѓаните реформската агенда да се турка со заеднички сили. Начално договоривме дека ќе работиме на начинот да формираме заеднички тела или работни групи во делот пред се на спроведувањето на реформската агенда. Значи, првичните закони кои што треба да стигнат во собранието, во делот на правосудството, нешто што ги тангира сите граѓани, понатаму енергетиката и некои работи во однос на стратешките движења и проекти во здравството. Ова е еден состанок првичен, ние се уште треба да видиме каква ќе биде таа методологија, да ја разработиме, меѓутоа мора да кажам дека има волја од двете страни. Беше истакната потребата да се работи на заедничката иднина за граѓаните, како и да се работи на консензус меѓу различните страни за клучните прашања за државата и добробит на сите граѓани, информираше владата во писмено соопштение по средбата. Неопходно е да се мобилизираат сите напредни поединци и структури кои можат да дадат придонес на патот за развој на земјата. Македонските државни интереси треба да бидат појдовната точка во разговорите за секое прашање, при што Мицкоски побара од Филипче да се потруди да биде конструктивен фактор во определбата за промени, реформи и напредок, се вели во соопштението од владата. Филипче рече дека очекува во процесот да бидат вклучени и останатите политички лидери кои преку експерти во работните групи ќе можат да предлагаат своји решенија кои би ги забрзале реформските процеси. Коалицијата на Дуј уште пред да почне средбата ја оцени како погубна за албанците. На јавна сцена денес ќе ни биде демонстрирана моноетничка коалиција чија основна цел е да го преобликува политичкиот модел на државата од мултиетничка во моноетничка демократија, се вели во нивното партиско соопштение. Александар Спасовски, Сител телевизија. Доналд Трамп го шокира светот со воведените царини. За Македонија воведе од 33%. Трговската размена на Македонија со САД е мала, па затоа директните негативни ефекти можеби нема да бидат големи. Но индиректните секако нема да ја остават Македонија без последици. Од владата одговорија дека веќе имаат подготвен план за надминување на ситуацијата, контактите со американската администрација се воспоставени и ќе продолжат на високо ниво, а владата ќе работи на изнаоѓање решение и спроведување на планот. Извозот не е толку голем, околу 110 милиони евра, меѓутоа секако ќе влие на одредени компании. Не очекувам дека тоа во моментов би го намалило доаѓањето, да кажам, на странски инвеститори, меѓутоа би рекла дека многу поголем е индиректниот ефект, односно ефектот кој што нашите компании го имаат преку извоз на одредени производи кон ЕУ и потоа извоз од ЕУ кон Америка. Исто така мислам дека ќе доведе до намалување на идни можни инвестиции од САД. Ефектите ќе бидат малце пролонгирани, очекувам да бидат во подоснежниот период. Мора веднаш да види, да речам, да направиме на кост-бенефит анализа. Соединените американски држави кажа дека оставаат простор доколку земјите реагираат не сега да ги зголемуваат царините, она што им е најавено, да речеме, од земји како Јапонија, Јужна Кореја, Европската унија, туку да ги намалат. Мислам дека е најдобро ние да видиме колку можеме она што ни се забележува дека е трговска бариера на нашиот увоз од Соединените американски држави да го намалиме, со тоа да го одоброволиме и тие веднаш да реагираат со намалување на царината. Тоа е можно. Судењето за убиството на Вања и Панче продолжува денеска со сведочење на обвинетиот Владко Кешишев. На денешното рочиште е предвидено прашање да му поставува обвинетиот Љупчо Палевски и неговиот бранител.
На изминатото рочиште Кешишев изјави дека Панчи Вања првпат ги видел по објавите на Facebook за нивното исчезнување. Тој сведочеше за нивните грабнувања, при што според негови одговори за истите во главно улога имал да чува стража. Кешишев призна дека бил под влијание на Љупчо Палевски, но тврди дека не бил целосно свесен за своите дејства. Откако обвинителството заврши со прашањето, судењето продолжи со читање на исказот на Кешишев од страна на судијата Ивица Стефановски со цел обвинетиот Љупчо Палевски, кој претходно беше отстранет од судењето поради сомневање за влијание врз исказот на Кешишев, да се запознае со исказот. Според најавеното, по сослушувањето на Кешишев треба да сведочат таткото на Вања, Александар Ѓорчевски и Љупчо Палевски. Во врска со видеото кое беше објавено на социјалните мрежи во текот на вчерашниот ден, на кое се гледа мопед како удира дете и го напушта местото на настанот, Министерството за внатрешни работи известува јавноста дека се преземени соодветни мерки и активности, возачот е пронајден. Настанот се случи вчера во 14 часот на крстосница на улиците Филип Бајрам и улица Алпи во Скопје, кога мопед удрил 8-годишно дете и го напуштил местото на настанот, а на детето му се констатирани телесни повреди во градската општа болница. По преземени мерки, полициски службеници на СВР Скопје го пронајдоа возачот ЧТ 63 години од Скопје, против него ќе биде поднесена кривична пријава за загрозување на безбедноста на сообраќајот, за безобзирно возење и за неукажување помош на лице повредено во сообраќајна незгода по брза постапка. Видуваме на вестите од светот. Војната во Украина не е регионална